Во идејните концепции на Карл Попер, исклучително е важен проблемот на проверка и докажување на вистинитоста на ставовите во науките и огромната социјална одговорност на науките и научниците за развој на општеството. До вистината на некои ставови според Карл Попер се доаѓа со побивање на точноста на теоријата, со нејзино негирање, вија негатива, а ако не се успее, се верифицира како точна, се додека не се успее. Својата постапка при докажување на вистинитоста ја нарече докажување на неточноста, фалсификација. Предмет на критика на Попер е позитивизмот и неговата безгрешност. Го отврла индуктивниот метод на докажување. Исто така противник е на неопозитивизмот. Кај Попер се среќава прагматистичката идеја и тој инсистира на демаркација, разграничување меѓу научните и обичните животни ставови. За Попер, нашето знаење е критичка предпоставка, низа од хипотези, сплет на насетувања, па според тоа, можно е само да се доближиме до вистината, но не и да дојдеме до сигурно знаење. Науката нужно е нецелосна, а нејзините теории привремени. Во своите политички дела, Попер покажува дека слободата и правата на единката се најважни за добра заедница и добро живење. Тоталитарна праведност е критика кон Платон за идејата дека општеството треба да биде соредено во слоеви во кои ќе управуваат избраните. Трибализам, племенски дух, е критика за идејата на Хегел заради абсолютизација на улогата на државата во животот на луѓето. Негативни пророци е критика на Маркс заради идеализација на работничката класа, која колективно треба да завладее со општеството, негирајќи ги сите други. Најзначајните дела на Карл Попер се Логика на научното истражување, Отвореното општество и неговите непријатели, Во потрага по подобар свет.